Доста е од уцените од Бугарија. Македонија направи многу отстапки во минатото и повторно е далеку од европското семејство поради непринципиелните услови од Европската унија и билатералните спорови кои го кочат целиот процес. Расположението кај граѓаните од кои мнозинството се против уставни измени под постојните уцени. Ветер во грб за политиките на власта која се обидува да обезбеди гаранции на евроинтегративниот процес и да избегне дополнителни блокади во иднина. Дел од граѓаните сметаат дека може да се избориме за подобра преговарачка рамка. Некои се изрично против внесување на бугарите во уставот, други за одложено дејство. Кај нив останува и дилемата зошто ние сме постојано условувани, овој пат со бугари во устав, а Албанија нема таква обврска кога кај нив бугарското малцинство е поголемо. Па Бугарија сама треба да знае дека доволни се више уцените од неа. Види, ситуацијава не е за да се внетат онато бугарите моментално, ама треба да се реши статусот на бугарите, колку ги има Копро, а после да се внесат. Оти нема една сама заедница. А одложено би било добро, би се решило прашањето како што треба. Треба ли да се смени преговарачката рамка да не се заснова на бугарски уцени постојано? Па нормално дека треба. Зашто да не оценуваат? Па може преговарачката рамка, пошто ако барат бугарите да бидат устав, после тоа ќе барат и другите. Не знам, мислам дека и да ги ставиме не сме го решиле проблемот. Ке има после други барања. Или треба да останеме цврсти на своите ставови, или да ги прифатиме нивните барања. Не треба. Ни сега, ни подоцна. Зошто? Затоа што нема потреба. Тие не ги ставаат македонците, зашто ние нив да ги ставиме. Дипломатската офанзива, напорите и активностите на владините представници во европските престолнини се корисни. Експертите сметаат дека цврстите позиции кои ги представува Мицкоски на средбите со политичките елити во Европа ја запрепастиле Европската унија, која досега била навикната на попустливост и понизност од страна на претходните владеачки гарнитури. Македонскиот народ е трпелив, издржува се. И ова последното истражување кој вели дека преку 80% се против уставните промени, се апсолутно во право. Европа не е изненадена, Европа е запрепастена, бидејќи досегашната политика на Македонија беше една предавничка, една капитулантска политика. Според последното истражување на Институтот за демократија Асоцијетас Цивилис во соработка со Конрад Аденауер, македонските граѓани продолжуваат да ја поддржуваат интеграцијата во Европската унија, но само 20% од испитаниците сметаат дека државава треба да ги направи уставните измени за продолжување на процесот. Останатите се доста поделени меѓу статус кво, повлекување од процесот и промена на преговарачката рамка.